Вечерва се очекува да биде познат новиот состав на владата откако ќе заврши седницата на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ, на која ќе бидат разгледани и потврдени персоналните решенија во рамки на најавената владина реконструкција. Што реконструкцијата политички значи во овој момент? Реконструкција на влада секогаш е ресет на политички капитал. Така што во таа смисла таа е секогаш обид да се елиминираат оние проблеми за кои јавноста смета дека не перформирале како што треба и да се направи нов ресет на владиниот капитал, односно легитимитет. И во таа смисла политички таа значи еден таков ресет, но колкав ќе биде и дали ќе биде целосно позитивен за владата, ќе зависи од тоа колку новите реконструирани министри ќе работат подобро од старите. Кој добива, а кој губи со новиот владин состав? Не знам дали има чисти добитници или губитници. Може би тоа рекомпонирање ќе видиме како изгледа со новите сектори, но секако е тоа потек кој ја става владината коалиција под извесен стрес бидејќи треба да направи нови преговори. Во процедура влегуваат предложените измени во изборниот законник. Дали предстојат предвремени избори? Сигнали за предвремени избори постојат повеќе, но под она што го гледаме од изборниот законник, најверојатно тие предвремени избори ќе се случат со старите изборни правила. Според шпекулациите, промени ќе има во ресорот земјоделие, правда, економија, здравство, образование, спорт, Министерството за односи меѓу заедниците и социјална политика.